YouTube канал Панчо МК. Тема за денеска имаме 9 мај, ден на победата над фашизмот. Говорник, гостин ни е Мишко Ливрински. Тој е еден блогер кој пишува јасно, храбро и со добар баланс помеѓу локалната и глобалната политика. Здраво, Мишко, како си? Новинар по професија. Дипломиран новинар. Повели, Мишко, значи представи ни се сега кој си ти, што си, како собираш информација, каде, Јас сум какви Мишко убави мисли. Ливрински, дипломиран новинар, магистар по стратегиски комуникации. Стратегиски комуникации. Супер, стратегиски комуникации, така е. Да. Инаку, значи, се занимавам ова што занимавам више 10 години од 2006 се обидувам, значи, да пишувам. Ме интересира, значи, глобални настани, историски настани, знам да поврзувам историја, можеби тоа е интересно да поврзаш нешто минатото што се десило со сега. Така да тој начин, значи, знам, значи, да се вратам во минатото, да видам што и како, па да видам со денешното време да согледам што и како. Сега не можам да предвидам ни јас како баба Вања, меѓутоа може да се осети нешто и врз основа на тој осет што се дешава и што се десило нешто слично во минатото, да можете да предвидите или да кажете што би можело да се очекува. Се учиме од историјата. Така е, се учиме од историја најмногу. Да речеме сите за Трамп, еве, ќе почнам со Трамп. Сите ние сакавме Трамп, мислејќи дека е нешто поразлично од останативе. Во главном сите се залепивме дека е нешто поразлично, дека ќе направи од Америка нешто поразлично што не го видовме као и во првиот мандат и така и идеше и такви беа најавите. Меѓутоа гледаме сега дека е сосема различна. Да речеме пред некој ден се деси посетата на Пекинг. Сега да речеме се дознава не само Трамп, него со него се ги поневи неговите милиардери, неговите финансери. Илон Маск, газдава на Виса, уште не знам кои таму од тие големци. Apple, BlackRock, сите беа таму. Да, сите тие сега на памет не ги знам, меѓутоа сите си допатува у Пекинг по некој ќар најверојатно, нешто да се договорат пак за нив. Моментално има доста разочарани во Америка и Такер Карлсон. Да, го читав, он јавно се извини што го поддржува Трамп. Исто една голема личност од Мага таму, која што доби отказ или она си даде отказ. Отворено зборува. Да, отворено луѓето кажува. Едно изгледаше. Првиот момент ја кога видов како ICE тие агентите постапуваат, они вика треба да се заминат, до некаде е точно, ама начинот како постапија беше јасно дека ова не е нормално. И сите од Трамп администрација кои почна да бранат, ти сваќаш дека тука нешто не е уред. Да. Па за Епстин фајлови да не почнуваме. 3000 работи таму, тоа треба се по судови да е, а не да се занимава со надурешна политика за глобално за тоа свет. Не знам стварно што е работата. Првиот мандат му беше све окей, премногу ветуваше и имаше некои, ако се сеќавате, тужби кон спреми, па негде 800 страни ли беа, како беа, тоа беше баш почетот кога пред да почне короната. Еден месец кој имаше тужба против многу луѓе, значи во Америка, така да тоа значи му беше одлична работа. Меѓутоа сега што се деси, зошто и како? Зошто и како? Да се вратиме малце во историјата, фашизмот. Да. Што филозофија, што дефиниција имаш ти најдено за фашизмот и самата историја, почетоците или цутот да кажеме во Германија? Па видите, фашизмот не е, ја мислам дека само во Германија. Фашизмот е производ може на либералниот, на капитализмот, на колониализмот. Тука има и доста врска, ќе се навратам на тоа, и окултизам. Да речеме колониализмот
секој значи кој ги поробува од другите народи. Нели Велика Британија еве ќе ја земеме како најголема империја некад била владеела со сите 4 страни, она кој ги окупирала, кој ги колонизирала другите земји како Индија, како Египет. И ги напоменеме, тие што ги окупирала за неа биле нижи раси, додека таа била нели белец, висока раса, паметни луѓе, тие биле не знам што. Тоа е првиот знак на нацизам, значи они се правеле господа, најпросто. Нешто господа, дека се нешто посебно, што нацизмот тоа се повикува, значи дека таа како германците биле посебно во Втора светска војна од останатите, од нас словените, од евреите, од ромите, не знам од кој све, од сите други останати. Така и ова колониалистите се го правеле истото. Тие наметнувале дека тој што ги колонизирал бил појак од нив, подобар, пообразовен, попаметен, дека овие биле другиве нижа раса. Ме сваќате? Нижа раса. И тоа е дека и самиот почеток. Тука имате и како што кажав, и мистицизмот, окултизмот. Во окултизмот обично се делат луѓето, сите мислат дека Дарвинова теорија за тоа крива, меѓутоа не е. Ја мислам дека окултизмот, зашто окултизмот ги дели на нижи, виши раси луѓето, не знам, овакви, онакви. Така да, пошто и Хитлеровата идеологија имаше доста поврзаност, да речеме, со теоријата и филозофијата на мадам Блаватски, Хелена Петранова Блаватски, кој што е еден од најголемите окултисти. Например, имате ви една доста, и тоа на македонски може да се најде во превод, од Сергеј Зубаков, Окултна магија и Третиот рајх. Таму, одлично авторот, тоа е, мислам, руски капетан или командант, не ме фаќајте за збор, кој што ја пишува својата книга врз основа што ги наоѓа, што да пременува документацијата во Берлин. И он одлично кажува, например, Блаватски има една книга за Атлантида пишувана. И он кажува дека тоа е истата идеологија, само што Блаватски во книгата пишува дека атлантијани биле вонземјани. Тоа Хитлеровата компанија го менува со тоа што пишува дека се германци. Дека правата раса, таа атлантинска раса, е усвари германци. Што е разликата измеѓу нивната идеологија? Така да, значи, јас сметам дека на Запад има повеќе кривица за појавата на нацифашизмот или фашизмот, како сакате тие нацистички движења. Тоа е најголем придонес има, значи јас сметам дека колониализмот, што да окупирате некој, за да колонирате, да ограбите некоја земја, некоја територија, значи вие морате да го деградирате тоа население. Со тоа што вие како господар, па тоа ако се вратиме назад во историја, римјаните со нивните колонии го правеле. Значи може да се враќаме уште, пошто римјаните како најмокни, како господари над оние што ги окупирале, многу нормално наметнувале своји, они биле, не знам, виша раса, а овие останативе окупирани нижа раса. Тоа е добро, да, во иднина можеме да позборуваме. Така да, има и уште еден факт, да речеме, тоа што и Прва и Втора светска војна, че може многу причини да се бараат за нив. Значи Германија беше едната работа како Италија, што во 19 век се обединија. И они сакаа да видат колонии како што е Велика Британија, Франција. Тоа светот беше поделен меѓу Франција, Велика Британија, Данска, Португалија, Шпанија, кој имаше уште од тие западните земји во главном. Германија и Италија се бореа за свое место, што беше легитимно. Ако вие може да мислам сега гледано од политички аспект, ти е легитимно, што ако може Велика Британија да има сегде како они, може и Германија. Така да они се бореа за тоа место. Меѓутоа овие не им го дозволија, бидејќи си беше распределен светот. Една работа, да речеме, што Черчил ја знаеше, за да влезе, значи Велика Британија, за да излезе победник
после Втора светска војна, че да мораш да се откаже од колониите. Значи да ја растури, да се распадне британската империја. Тоа беше и цената. И тоа и се деси, нели, после Втора светска војна. Египет доби независност, Индија, уште некои од тие колонии што беа нивни. И тоа е работа што британците до денес не могло прости, он ги изгуби после изборите. Тоа значи него беше јасно, што ти не можеш, јас се залагам против нацифашизам или не знам што, колониализам, а јас сум се распределил по цел свет со своји колонии. Че ти мораш да се откажеш од тие колонии за да можеш да излезеш победник. Значи како? Дури мораш и на тие колонии да ги врзаш, дека ќе им дадеш никаква слобода, никакви права, независност, за да може да застанат на твоја страна. Значи ќе отидат на страната на противникот, тоа ќе има вети противникот. Така да историјата на нацифашизмот можеби негде има и корени во самото античко време, како што кажавме, освојувањата од различни господари врз различни други народи, значи тоа го родило, меѓутоа да, најмногу се кристализира во 20-тиот век. Тоа е многу интересно, во 20-тиот век чувавме дека иднината ќе биде светла, дека ќе биде мир насекаде, братство, убави филмови гледавме каде што секаде правдата победува. Така. Но и во последно време како да гледаме дека сепак некои закони не важат. Еве за Трамп како што го спомна, кој ќе почне за Гренланд да зборува, за Канада, испаѓа како да правилата не важат, туку посилниот, кој е посилен. Да. Па нема дека више со години се руши светскиот поредок. Светскиот поредок и дека ова излага на површината, како вика тоа гнилата, канализацијата више се напунила и таа излага од озгора. Се излева. Така и со ова, значи меѓународното право што од време на Обама е скршено. Ако се навратиме, сите војни Америка што ги водеше со кршење на меѓународно право и без безбедност и без одобрение на Советот за безбедност. Значи, се додека луѓето, обичниот граѓани се држи некако во наивност. Американците се уште веруваат дека тоа е за одбрана на демократијата во светот и така натаму. А сега и да сака да направат нешто. Обичните граѓани? Обичните граѓани. А сега и да сака да направат IC и така натаму, покажува власт спрема своите граѓани. Ги напаѓа, киднапира и така натаму. Така да тоа веќе и набива страх и на самите луѓе кои што се. Па види, ја не знам со американците што е работело во 80-тите години наваму, крајот на 80-тите години после Реган, они се како сон. Обично американците ги знаеме, нели, по хипи движења, по такви движења, Wall Street, окупира го Wall Street. Значи, да, кога, например, јас се сеќавам како, еве, што бил обожавател на рок музика од 80-тите години, јас се сеќавам MTV кога почна. Тоа филмови имало, па скревање, тоа да не се дава по телевизии, не знам што. И да речеме, таму не можете во средни, во основни школи да предавате теорија на еволуција. На факултет можете да се учите. Мито средни имаат закон, со закон родителите, ако некој се осмели да предава, тоа одма интервенира. Тој имало и судски процеси во кои родителите излагаат 60-тите, 70-тите, 50-тите, во кои родителите излагаа со победи. Дека не може детето ни законски да му учи за теорија на еволуција. Меѓутоа сега не знам, од 80-тите, од 90-тите, нивната држава по цел свет се, што би рекле да ми простите на изразот, раскурчи, они спијат до денес. Значи што е работа? Дали ние не знаеме што се дешава внатре во самата држава? Да се зафатени со преживување, децата на школа, колку плаќаат таму на школите, па цел живот си. Да, знам, и таму доста в последно време, дури тоа што беше државен капитал, многу се приватизира. Државни школи, значи многу тоа е приватизирано, како кај нас и многу нормално дека ги јаде. Така да ние можеби мала представа имаме што всушност се дешава внатре, зашто не молчат. Сигурно некоја причина постои. Америка, можеби кога би живеел или кога би отишел, никогаш не сум имал да се среќа да отидам таму, можеби би го осетил тоа и би знаел зошто е тоа така. Обичните луѓе, јас што да среќавам, во главном се доста фин народ, знаеш. Да, не е проблем, со години више како што со политики.
Како да ништо Како не што следва ти прека некој. Така, како што напомена, јас со години работам више по рецепции во хотели, доаѓаат и американци, значи не дека они не се фини, не се како што треба, меѓутоа сигурно постои причина внатре во самата држава, во самото општество, зашто е тоа така, кој можеби ние не можеме од тука да ја видиме. Еве да се навратиме на македонскиот народ. Дали во Македонија некој пат имало фашизам или движења или Не. пак сервилности спрема фашизмот? Не, никогаш движења немало никогаш. И тоа ако некој се обидуваше у последно време као на ВМРО преку Ванчо Михајлов да му наметне, тоа значи историчарите одмah ќе ви кажам, че на Ванчо Михајлов му беше понудено посетата на Хитлер 42 на Софија да направи неговиот проект кога замислуваше Македонија како Швајцарија на Балканите. Он не веруваше дека постои македонски народ како посебна нација, меѓутоа имаше замисла да се направи Македонија, да се создаде како држава, а за остатоци или за делови да се земат соседните народи и од тоа да се изгради нација. Фактички македонска нација. И тоа Хитлер му понуди тој проект да го направи и тоа он го одби. 42 како Павелич во Хрватска, што го направи тоа, значи Ванчо Михајлов го одби. И он според мене, значи би требало тоа да биде предмет на историчарите тоа да си го расчистат. Мене ја лично ако справиме споредба со денешните наши политичари, он би заслужувал повеќе почит, иако не верувал дека не постои посебна македонска нација, меѓутоа имал идеја да се создаде. Што е многу добро. Политичари не ни имаат идеја, не ни сакаат. Ние го чувме на СДС лидерот Венко Филипче минатава недела, како беше, кога кажа дека бугарскиот договор нас не ни штети. Као демек ние ништо не имаме проблем со бугарскиот договор, сега прераскажувам, дека тој ни го гарантира идентитетот, посебност на нацијата, а сите знаеме дека не е тоа така. Што е разликата измеѓу Ванчо Михајлов и денешниот СДС? Да се навратам на прашањето, Македонија никогаш немало, значи такво фашистичко движење како што имала Хрватска, како што имала Бугарија, како што имала други земји. Јас се сеќавам што во тој текст за 9 мај што опишував ги наброи, цела Европа имаше, значи. Македонија нигде не ја дојде. Ја немаше таму, што немало. Дури бугарите која носеа дека ако имало некои 2-3 тројца така случајно се нашли. Меѓутоа Бугарија носела своји луѓе за овој дел.